Јас сум Зорица Шијаковска, живеем во село Кучевиште. Денеска сакам да направим еден комат, го викаме ние по наше на селски начин, со кое треба кило до кило и 200 грама брашно. Ставаме 2 лажички кафени сол и ставаме ладна вода. Го замесуваме тестото, малце да биде понатврдо, да не биде многу намеко, за да може да се сука. Коматот може да се направи, филот се става урда, и зеле, може и со месо да се направи, така да по желба. Кој што сака може да стави фил внатре. Се дели на 4 дела тестото и потоа се прават мали кравајчиња. Се замесува малце да биде понатврдо, заради да може да се сука. Го делиме тестото сега на 4 дела. Сега од тие 4 дела ќе издвоиме 7 топчиња. Ќе ги направиме топчињата така. Сега ќе го земеме сукалото и ќе ги расукаме овие прво 7 корички. Сега имаме растопен маргарин со маст и ги мачкаме тие 7 кори. Додека да ги направиме другите, тие треба малце да одстојат. Ги ставаме едно врз друго. Сега ги расукуваме корите, кои ќе ги ставаме на танур. Бидејќи е готова кората, на танурот ставаме одоздола брашно. Ставаме брашно за да не се заведе, да се стави да се свие. Сега врз кората ставаме масло. Сега друга кора. Сега на втората кора ставаме фил. Филот ќе ставим сега урда. 300 до 400 грама може урда. Зависи од големината на тепсијата.
и зелето претходно испржено. Сега кората ја ставам врз филото до згора. Врз која попрскувам масло пак. Сега ќе ја сукам и другата кора. Сега више расукана и оваа кора последната, ја ставаме од згора. И сега крајшњакот само од страните, помачкуваме вака за да може да направиме завитаник. Ние така го викаме завитаник. И сега крајот ќе го почнеме да го вискаме вака. Така, сега е завексан. Ќе ставиме сега во тепсијата зејтин. Ќе ја наместиме. Доволно му е масло. И сега ќе го печам под вршник. Сега вршникот бидејќи е готов, угорен е, може да го тргнеме. Ставам од озова плек, за да не ми коматот. Ставам тепсијата врз плекот и вршникот поклопувам од озгора и се пече. Ако му е многу жар, само малку го растргам настрана и сега пола саат треба да се испече. Сега бидејќи е печен, ќе го тргнеме вршникот и ќе го извадиме коматот од озгора. Бидејќи е испечен, може да се трга.